Скопје мириса на чад. Деновиве неколку пожари настанаа на неколку локации во главниот град. Дали ја научивме лекцијата од претходните години? Ја учиме ли лекцијата од соседството? Дали умееме да се справиме со пламените јазици? Во посета сме на Скопската противпожарна бригада и во продолжение во следните минути на Алфа ќе зборувам со командантот Звонко Томовски. Команданте, благодарам што ве имаме во Добро утро секој утро. Добар ден за сите гледачи на Алфа телевизија. Како можеме да го окарактеризираме првиот дел од летото 2023 кога се работи за пожарите? Да, со зголемување на дневните температури се зголемија бројот на пожари на отворен простор, така да од понеделникот 17, значи до денеска бележиме 20 интервенции на отворен простор. Сите интервенции беа брзо и успешно реализирани без некои поголеми штети, така да секако летото носи своја специфика. Подготвени сме со онаа опрема која имаме на располагање да ја ставиме во целосна функција и да се справиме со предизвиците кои се досега пред нас. Кога сме веќе кај опремата, низ годините назад, во последниот период и зачестено се зборува за ресурсите со кои што располагате. Често се зборува дали дека имате недостатоци и на човечки ресурси, но и на машини. Па дали се променија нештата кога се работи за ова прашање? Со што располагате во моментот од опрема? Да, опрема никогаш доволно за вакви институции. Се направија напори да се подобри состојбата, бидејќи нашиот возен парк беше многу застарен. Застарен во смисла веќе е во употреба по 30 на години просек. Така да оваа година, благодарение на градот Скопје и благодарение на збратимениот град Коња, добивме едно противпожарно возило, ново, автоцистерна, која веќе е ставено во функција. Добивме едно противпожарно возило со зголемена проводност за непристапен терен, исто благодарение на градот Скопје. Во очекување сме на испорака на 3 нови противпожарни возила, така да во делот на опременоста полека се почнува да се менува сликата. Во однос на човечкиот потенцијал тука можам да кажам дека не е добра состојбата, бидејќи согласно позитивните законски прописи треба да имаме 385 пожарникари. Ние во моментот броиме 185, така да имаме тешка ситуација во однос на пополнетоста со луѓе, но тоа не зависи само од градот, него зависи од централната власт, бидејќи платите за пожарникарите во целата држава се финансираат од централниот буџет. И иако се правени повеќе пати напори да се обезбедат дозволи за прием на нови пожарникари, не сме добиле позитивен одговор. И тука би бил еден апел до надлежните, односно до Министерство за финанси, да ни дадат согласност да можеме да вработиме нови пожарникари кои ни се неопходни, не само за што можно побрзо да се вработат, него бидејќи просечната старост на колегите кои се тука е негде околу 47-48 години, така да имаме поголем број на луѓе кои заминуваат во пензија, да има време да го пренесат своето искуство на новите, што е многу драгоцено. Команданте, имам впечаток дека уште една тема многу често се зборува и имам впечаток дека само се зборува низ годините, а не се презема ништо. Поправете ме доколку грешам. Се работи за оние непристапни места со кои што вие честопати се соочувате. Се поместуваат ли границите кога се работи за непристапните места? Апелирате и вие, зборуваме и ние медиумите честопати за тоа дека има ситуации и места каде што вие не можете да пристапите кога има пожар. Како е, дали има некакви промени во однос на овие места низ годините? Во текот на годините, она што е приметно е совреќената култура. Првично, морам да ги пофалам граѓаните на град Скопје, дека скоро секогаш ги пропуштаат противпожарните возила, ни даваат преднодство на поминување. Во однос на пристапноста до објектите, најголем проблем имаме кај објектите за колективно домување, каде што куќните совети, односно управителите, не си ги превземаат надлежностите, па така се случува да имаме непроводни ходници во стамбените влезови, затворени врати, кои треба да бидат, односно затворена противпожарна опрема, хидранска мрежа во зградата или нефункционална.
Па и тука би апелирал поготово до управителите кои раководат со стамбените заедници да си превземат мерки да ја подобрат таа ситуација, за да ни направат услови за што е можна побрза интервенција која би спречила материјални штети и би спасили нормални човечки животи. Кои се најчестите пожари? Оние на отворена површина или можеби во приватни домови и места? Видите, начинот на живот, услови да се измени еден со однос кој го имаше во минатото, така да сега бројката е 50-50. Значи, во просек ние како единица регистрираме, односно имаме околу 1400 интервенции, така да околу 700 интервенции се во урбана средина и 700 интервенции на отворен простор. Но загрижувачки е што се зголемува бројот во урбана средина. Реков беше многу помал во минатото, во почетокот на овој век. Сега тој број веќе е изедначен, така да сето тоа се со примена на нови технологии во домовите кои ги оставаме без надзор на човек, се случуваат такви некои несакани последици во домовите и се зголемува бројот на пожари. И бројот на пожари имаме драстично зголемување кај патничките возила, исто така поради најразлични причини, несоодветно одржување, така да апелот би бил да кога имаме вклучен уред во дома да не го оставаме без надзор на човек. Што велат статистиките? Кои се почести причинители за настанување на пожар? Човечкиот фактор или можеби нешто друго? Во најголем број случаеви е човечкиот фактор. Негде околу 97% од она што сме можеле да го увидиме на терен и од искуство е човечкиот фактор. Без разлика дали причинителот е електричен уред, сето тоа било под влијание на човек. Многу ретки се настанување на пожари од природни непогоди или од други, но човечкиот фактор е оној кој што е виновен секој за настанување на пожарите. Неудобно имавме еден таков пример со запалка, заборавена запалка во возило. Чести се ваквите ситуации, што вели вашето искуство? Кои се најчестите грешки, немарливи кои што ги правиме, а предизвикуваат пожар? Најчестите, реков, во урбаната средина е оставање на електрични уреди без надзор од човек. Тоа е главна причина за настанување на пожари. Минатиот пожар кој го имавме во населба Аеродром беше поради електричен уред кој бил оставен без соодветен надзор. Неправилното одржување на електричните инсталации. Се изгуби таа навика да електричните инсталации после одреден број на години или период се врши проверка, односно мерење на заземнување, мерење на отпорност на инсталацијата. Тие работи некако ни се отргнаа од видокругот и поради застареност на инсталација, нормално е да настане пожар. Вклучуваме се повише уреди во домот, без да имаме добра пресметка на инсталацијата, дали сето тоа може да го поднесе. Се ставаат клим уреди, се повише и повише, така да треба да се води грижа за инсталацијата, барем на одреден период да се направи мерење на исправноста, за да не доаѓа до настанување на пожар во домовите. Во однос на отворениот простор, повторно човечкиот фактор. Движењето на шуми барат и соодветно несување, да не се палат огнови на отворен простор, без да не се одложуваат запалливи материи во шумските, односно на отворен простор каде што имаме голема горлива материја и да не се фрлаат до горчиња од цигари каде ќе стигнеме. Што мислите, дали е веќе конечно дојдено време за менување на законската рамка кога се работи за пожарите? Видете, јас не сум поборник за некои промени, бидејќи промените, односно децентрализацијата започна баш со противпожарните единици во Република Македонија. Најчесто менуван закон, мислам дека и не постои, е законот за пожарникарство. Без при тоа да се консултира професијата, односно професионалците. Се носеа измени секакви, и такви какви што се, ние бараме само да се испочитуваат, ништо повише. Кога би се испочитувале тие законски обврски на сите институции, би биле во многу подобра ситуација.
Командант, за самиот крај, верувам со вашето долгогодишно искуство, во вашата меморија имате многу приказни, многу ситуации, секакви ситуации. Во оваа прилика не би сакала да зборуваме за оние несреќни случаи кои што најчесто се обелоденети од медиумите, туку би ве замолила да се потсетите на некој пример од вашата работа на каде што во некое семејство сте ја вратиле на смевката. Видете, нас најдраги ни се децата, секако. Имаме доста чести посети од децата, односно од градинки, од основни училишта, и е добро за за развивање на културата, за заштита од пожари, да увидат како се работи, како се тоа функционира како систем. Тие посети и средби со децата ми се најдрагоцени, нивните насмевки кои доаѓаат тука се безценети, така да би го одвел тоа како некој дел од случувањето. Иначе секоја интервенција има своји карактеристики. На некои моменти имаме луѓе кои што во самата паника која доживеале, односно стресот кој го доживеале при настанат пожар, имаат измешани чувства, но после тоа доаѓаат па се заблагодаруваат, така да не би одвел некоја посебна интервенција. Како треба да се однесуваме во периодот додека чекаме да дојде пожарната? Сме се јавиле, пред пожар сме. Што треба да правиме во тие мигови? Да, првично како што спомнавте јавувањето е главниот елемент во сцела. Веднаш без пред тоа било што да се преземе, да се повика противпожарната единица. Да не известат, бидејќи во времето на пристигнување секојаш е клучно во развојот на интервенцијата, доколку станува збор за пожар на отворен простор. Сите граѓани на државата имаат обврска да се вклучат во гасењето, доколку се во можност, и да го направат тоа на безбеден начин. Доколку е небезбедно по нивниот живот, треба да се повлечат на безбедно и да се чекаат да пристигне екипата која ќе интервенира на лице место. Во однос на урбаната средина исто така, доколку се станува збор за стамбена зграда каде што живеат луѓето, доколку е возможно да се напушти објектот веднаш. Доколку не, да се затварат сите врати од каде би дошол чад во просторот и да се сочека да пристигне екипата. Чим ќе пристигне екипата, треба да ги послушаат наредбите кои ќе ги даде раководителот на акцијата за гасење на пожар, да се придржуваат кон тие наредби, да не го напуштаат местото или да останат на тоа место, додека не пристигне противпожарникарот до нивното место за да ги евакуира на безбедно. Така да главно е да се јават на време на 193, не да започнат со гасење, па при тоа да заборават да се јават, па после да настане многу поголема штета, односно да се дозволи да се развие пожарот. Така да јавувањето е едно од клучните работи кои треба да се направи навремено и да се дадат точни, прецизни информации што гори, каде гори, да ги следат инструкциите кои ќе ги добијат од нашиот оператор, за да ние имаме добра слика за интервенцијата, односно да се подготвиме веќе со нашето доаѓање, да бидеме спремни за брза интервенција. Ви благодарам многу. Благодарам на вас.